Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, подрачна единица од Кочани и Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој известуваат дека во тек е аплицирањето за дополнителни директни плаќања за предадени градинарски и овошни култури во регистрирани преработувачки капацитети за произведено предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино во Република Македонија. Корисници на дополнителните директни плаќања за градинарски култури предадени во преработувачки капацитети се земјоделски стопанства кои имаат засадено површини со градинарски култури и оствареното производство го предале во преработувачки капацитет за зеленчук директно или преку еден регистриран преработувач во период од 26 декември 2021 година до 25 декември 2022 година, вклучително и произведените градинарски култури за потребите на собствениот преработувачки капацитет, запишани во регистрот за откупувачи на земјоделски производи. Висината на дополнителната финансиска подршка е 3 денари по килограм за сите градинарски култури. Корисници на дополнителни директни плаќања за овошни култури, предадени во преработувачки капацитети, се земјоделски стопанства кои имаат засадено површини со овошни насади и тоа за следниве овошни видови: вишна, малина, капина, аронија, гоџибери, кајсија, јагода и калинка, и оствареното производство го предале во преработувачки капацитет за овоше директно или преку еден регистриран преработувач во период од 26 декември 2021 година до 25 декември 2022 година, вклучително и произведените овошни култури за потребите на собствениот преработувачки капацитет, запишан во регистарот за откупувачи на земјоделски производи. Висината на дополнителната финансиска подршка е 3 денари по килограм. Корисници на подмерка за произведено предадено грозје во регистрирани капацитети за производство на вино се земјоделски стопанства кои имаат површини под лозови насади и остварено производство на винско грозје од реколтата 2022 година го предале во регистрирани капацитети за производство на вино и висината на дополнителната финансиска подршка е 2 денари по килограм. Крајниот рок за поднесување на барањата за горе наведените подмерки е до 25 декември 2022 година. Земјоделците со себе треба да понесат само потврди од регистрираните откупувачи за горе наведеното остварено и предадено производство. Сите земјоделци кои што ги исполнуваат условите за добивање на подршка ќе може да аплицираат електронски. Оние земјоделци кои не можат сами електронски да се пријават за добивање на финансиска подршка можат да се обратат за помош во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а крајниот рок за поднесување на барањата за горе наведените подмерки е до 25 декември.